Почитувани медиуми, почитувани граѓани, наместо реформи, власта спроведува брутална партизација и окупација на судството. Додека јавно се врши притисок врз судскиот совет, избран е првиот судија од тефтерчето на Мицкоски. Сопруга на градоначалникот ВМРО ДПМН е назначена за член на судскиот совет. Тоа, почитувани, е уште една потврда дека целта на власта е потполна контрола врз судството и ништо друго. Наместо независни институции кои ќе судат по словото на законот, се враќа Сваровски судството, кое ќе биде продолжена рака на Мицкоски и неговата партија. ВМРО ДПМН, почитувани, се обидува да создаде партиски контролиран судски систем кој ќе служи како нивна алатка за политички прогон и заштита на криминалот во редовите на власта. Ова, почитувани, е истиот рецепт од времето на Никола Груевски, кога судиите беа алатки на режимот, а правдата беше глува за граѓаните. ВМРО ДПМН сака да биде и судија и екзекутор, да дели партиска наместо законска правда. СДСМ со месеци предупредува дека ова не е изолиран случај, туку јасна стратегија на премиерот Христијан Мицкоски и неговата партија ВМРО ДПМН. Судиите да бидат само пиони кои ќе носат одлуки според партиски директиви. Партизација на судството е директен напад врз демократијата и владењето на правото. Особено што се случува паралелно со партизација на безбедносните агенции, независните регулаторни тела и други институции. Со партиски окупирани институции и контролирано судство нема владење на правото. СДСМ ги повикува сите демократски сили, граѓаните, правните експерти, граѓанските организации и независните медиуми да застанат цврсто против обидите за партиска контрола врз судството. Ова, почитувани, е битка за демократијата, за владењето на правото и за иднината на нашата држава. Ви благодарам.